Почитувани присутни, ви благодариме на присуството на првиот македонски канабис форум организирано од Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, поддржано од двете зелени здруженија Го сакам водно и одва коалиција. Се надеваме дека со овој евент ќе успееме да го подигнеме на едно повисоко ниво, борбата за легализација на канабисот, да ги истушнеме вашите политички размислувања на овој прв панел политика со кој што и го отвараме овој прв македонски канабис форум. Од вкупно 4 панели, за денеска присутни панелисти ги имаме Маја Морачанин, председател на Дом и пратеник при Собранието на Република Македонија, Моника Зајкова, пратеник при Собрание и подпредседател на ЛДП, Коста Петров, подпредседател на СДСМ и Реджеп Хактан Исмаил, член на президиумот на Левица. Ке одиме со прв круг на представување на политичките ставови, лични и партиски на панелистите, па како што оди редот, ќе дадеме предност на дамите. Маја, ви повелувам, имате максимум 7 минути. Повелете сега. Благодарам, Јанаки. Прво благодарам на поканата и можноста да го представиме вака ставот на Дом. Како Зелена партија, ние ја поддржуваме иницијативата за декриминализација на употреба на канабис за лична употреба. Нашиот став е дека секоја возрастна, полнолетна личност има право на избор дали ќе употребува или нема да употребува канабис. Така што тоа е ставот од кој тргнуваме и она што и во последните години, бидејќи е многу актуелна оваа тема и кај нас и во светот, се повеќе има студии кои практично ги докажуваат погодностите во однос на медицинскиот третман со канабис препарати, но истовремено на тој начин добиваме и сознанија дека канабисот практично, иако се сместува во таа група на психоактивни супстанции, не може да се третира исто како останатите од таа група, како што и беше класификацијата, бидејќи досега во светот не е потврден, например, ниту еден случај на смрт од предозирање со канабис. Инаку, тоа е појава што е масовно присутна во светот и мислам дека е неопходно да се регулира, бидејќи на овој начин со криминализирање не се постигнува ефект на намалување на употреба. И, например, според Европската агенција за дроги и зависности од дроги, нивните статистики велат дека во Европска Унија 1% од населението секојдневно употребува канабис. Така што мислам дека веќе има и доволно медицински сознанија во светот и за штетните последици. Не можеме да кажеме дека нема, тоа е сепак психотропна супстанција, особено кога зборувам за декриминализација и легализација, се однесува уште еднаш да потенцирам на полнолетни лица, но исто така имаме и сознанија и за позитивните ефекти, особено во употребата на медицински цели. И бидејќи ми е кратко времето, нема да се задржувам многу и на употребата на канабис и за друга намена, како прехранбени производи, во индустрија се користат за производство на хартија, на текстил и така натаму, што значи дека има и еден друг аспект на економски бенефит производството на канабис. Во однос на нашата законска регулатива и сега во постојниот кривичен законник, личната употреба на канабис не представува кривично дело, односно според член 215 се казнува со затворска казна од 1 до 10 години производството и пуштањето во промет на канабис. Додека ако некој употребува лично канабис, а не е наменето за продажба, тогаш има прекршочна казна. Но она што често го гледаме во праксата е дека луѓето кои употребуваат канабис за лична употреба, многу често тоа се врзува со намера за продажба и тогаш се гонени или кривично, се вклучува полицијата, па обвинителство, судство и така натаму и завршуваат и со затворски казни. И мислам дека безпредметно е некој што
сака да избрал возрастно лице, полнолетно, да ужива канабис, дека треба поради тоа да издржува затворска казна. Така што мислам дека тука може да се направат измени во кривичниот законник и да се едноставно прецизира што значи тоа лична употреба, што точно значи намера за препродажба и така натаму. Инаку, она што е исто важно, бидејќи секогаш нели ја споредуваме нашата регулатива со Европска унија, во Европска унија нема унифицирана регулатива по однос на ова прашање, но секоја земја, секоја држава членка го регулира самостојно употребата, продажбата и така натаму на канабис, но ниту во една земја на Европска унија не е легализирана употребата на канабис, но тенденцијата е во последните 20 години да се декриминализира и депенализира, што значи тоа дури да не се казнува ниту со парична казна. Интересен е примерот од Португалија, кој практично веќе подолго време ја декриминализира не само личната употреба на канабис, туку и на другите опојни дроги. И беше целта од медицински причини за да се намали смртноста од предозирање, и податоците што се добиваат од таму се дека точно со декриминализирање и депенализирање практично смртноста од предозирање е намалена, а исто така инциденцата од појава на ХИВ. Во однос на употребата на канабис за медицински цели, постојниот закон мислам дека е премногу рестриктивен, бидејќи ги фаворизира прво само големите фирми, тоа значи има многу високи стандарди, критериуми што треба една фирма да ги исполни за да може да произведува канабис за медицинска употреба. Овој закон е донесен 2016 година. Една минута. Но мислам дека треба навистина да се минимизираат сите тие високи критериуми, особено што малку е парадоксно дека за да одгледува некој да произведува канабис, потребни се вакви критериуми од наблюдувања, од камери, од број на вработени, од различно обезбедување, додека за одгледување на афион не важат тие барања, процедури, такви строги услови. Така што во тој закон исто така она што мислам дека е потребно да се смени е дека и во медицинскиот дел на препишување на препарати од канабис дозволено е само 4 специјалисти од различни гранки од медицината, тоа се онколози, инфектолози и невролози. Само на овие доктори специјалисти им е дозволено да препишуваат препарати од канабис за пациентите и тоа е премногу рестриктивно. И исто така дозволено е само овие лекари кои што работат во јавното здравство, во јавните болници, додека оние што работат во приватните, дури ако се од оваа специјалност, нив не им е дозволено, што мислам дека е на крајот и дискриминирачки во однос на докторите, затоа што се едно е дали еден доктор работи во приватна или јавна здравствена установа. Така што има навистина простор за измени имаме и во тој дел на законот. Ако може да завршиме мислата. Да, еве готово завршувам. Ви благодарам на излагањето, точни ви се информациите и во поглед на конкретно за Португалија, бидејќи јас ги правев тие истражувања кога се спремав за магистарска теза, но за тоа малку подоцна, затоа што сите информации ви се точни и само кратко, во 90-тите имаше хероинска епидемија во Португалија со месечна преваленца и од 2,2%, што е екстремно многу за таков тип на наркотик, додека сега е на 0,1%. Ви благодарам, ќе се доискажете во вториот круг. Втора ќе дадеме збор на господицата Моника Зајкова. Моника, повелете вашите 7,5 минути максимум. Пред се за поканата.
Значи ме радува што се повеќе политички чинители се отвараат и почнаа да ги делат ставовите кои што издруженијата за канабис и ЛДП со години наназад ги истакнуваат тоа дека ни е потребна итна декриминализација на канабисот, а потоа и да се најде соодветен модел на легализација. Апсурдно е, она што колешката го збореше, кривично да се гонат лицата кои што конзумираат канабис рекреативно, односно за лична употреба. И не смееме повеќе да бидеме неми на третманот на овие лица, значи не може да дозволуваме само за тоа што законодавецот не ни одредил личната употреба, но одредил помала количина, па во јавното обвинителство со некакво супатство ја третираат која е таа помала количина, да дозволиме лицата кои што за лична употреба го користат канабисот да бидат претресувани, малтретирани, омаловажувани, стигматизирани. Затоа и сметам дека е потребна итна декриминализација и дека полека се отвора можноста овој концепт и да стане реалност. Не се работи за нешто големо, мене ми е жал што треба да го објаснуваме што е декриминализацијата, а што легализацијата. Значи, на кусо декриминализацијата е всушност неказнивост на уживателот доколку биде фатан со одредена количина. Јас би одала и дури да не се третирани на ниво на прекршок, ако има одредена количина која што ја пропишал законот дека е неказнива. Додека пак легализацијата опфаќа еден цел систем кој што и низа регулативи кои што државата треба да ги спроведе за да го легализира канабисот. Знаеме дека штетни ефекти нема, тоа може да се види од истражувањата на поголем број земји кои што имаат либерален пристап, како што спомна и Маја, значи Канада е земја која што ја препознала можноста да ја спречи црната економија на начин што го легализирала канабисот. И треба веќе да почнеме да размислуваме и за лекс специјалис, односно посебно законско решение за легализација на канабисот, кој што ќе нуди една цела правна рамка во оваа област. По однос на бенефитите, мислам дека не треба повторно да се повторуваме, дека истите водат кон контрола на квалитетот, затоа што лицата кои што уживаат канабис имаат право да уживаат квалитетен канабис и да врши некој контрола каков канабис се продава во нашата земја. Имаат право да им биде достапен во места кои што ќе бидат одредени како места за продажба на од каде што ќе можат да го набават канабисот за лична употреба, да се регулира бројот на одгледувачки стебла за лична употреба, но и за медицинска употреба. Кажа и колешката во делот на прехрамбената индустрија, медицинските бенефити, бенефитот на земјоделците кои што би го имале. И затоа сметам дека више ве слушав и Сабајле на пресконференцијата дека од следната година ќе може више да размислуваме за едно вакво лекс специјалис решение. Да. Ако е тоа се, ви благодарам Моника. Да, точно и повикувам вас и како пратеници, како политичари, веднаш по, ајде да речеме, новогодишните празници, сметаме дека е време да се, бидејќи навистина мисламе дека до тогаш ќе бидат повеќе или помалку поминати на собрание оние предложени измени во Законот за контрола на опојни и други психотропни супстанции, од кои што се дели штетни. Тоа морам да истакнам, но за тоа во некоја друга прилика, бидејќи сум тука во друга улога. Сега би сакале да го чуеме во прв круг потпредседателот на СДСМ Коста Петров. Господине Петров, вашите максимални 7 минути, повелете. Да, благодарам за поканата. Пред се честитки за организацијата на овој форум. Овој форум е на еден начин доказ дека нашето општество се менува, се демократизира. Имаме представници на политички партии кои што зборуваат за тема за која за многумина се уште се разбира табу. Дискусијата се разбере првиот чекор, да седнеме, да разговараме, да споделиме идеи, да ги видиме вашите барања, да го видиме и разгледаме правниот систем, да ја дефинираме рамката по која ќе работиме, во кој правец ќе се движиме и така натаму. Она што би сакам да го кажам на почетокот е да не ја заборавиме поларизираноста во нашето општество. Знаеме дека живееме во поларизиран свет, тоа и кај нас се приметува.
Она што мислам дека е особено важно во оваа првична дискусија на оваа тема е да не дозволиме оваа тема да го дополаризира општеството. Јас се надам дека и ние како политички партии и организациите како вашата ќе постигнеме некаков и национален и политички консензус и отворено да можеме да дискутираме и нели да ги дискутираме вашите прашања на еден начин да дадеме насока во која што ќе се движат работите. Она што сметам дека е особено важно, особено во овој период е едукацијата и демистификацијата. Живееме во општество каде што конзумирањето марихуана, канабис се уште ги етикира луѓето како наркомани, дрогираши и така натаму. Одговорност на вашата организација, на нас како представници на политички партии, заеднички да работиме на таа едукација. Што се несува до едукацијата, имате здравствен аспект, има човечки аспект, има економски аспект. Кога би го погледале здравствениот аспект, еден факт е дека во Соединетите Американски држави, во сите сојузни држави, канабисот може да се користи за здравствени цели. Значи не е веќе нешто што е апсолутно табу. Кај нас, за жал, се уште е табу. Ја имав личен пример пред 6-7 години. За прв пат, всушност, и тогаш се запознав со оваа тематика. Тетка ми беше болна од канцер. Последна фаза беше, ни кажа зошто не пробате канабис и тогаш всушност ја запознав проблематиката на болните луѓе кои што и докторите им велат земете канабис, па не знаеш кај да најдеш, па од кога да најдеш, па целиот тој процес, така да може би ова е едната од насоките кои што треба да се движиме. Втора работа е човечкиот аспект. Кај нас имаме, ја познавам луѓе кои што се маргинализирани, кои што се осудени поради конзумирање на еден џоинт и не може да извадат потврда за неосудуваност. Што се работи кои што навистина треба да ги промениме и да не го заборавиме економскиот аспект. Погледнав ја многу различни студии и легализирањето на канабисот, декриминализирањето се носи одредени економски бенефити кои што никој не може да ги порече. Ја бев во Канада кога во јуни 2018 се легализираше користење на канабисот и со своји очи го видов тој економски бум. Во Канада само во првата година од индустријата на канабисот околу 8,4 милиарди се влезени во бруто домашниот производ, 10.000 луѓе се вработени во првата година, да не зборувам дека има пад на црниот пазар од 21%. Па да не зборуваме за Колорадо, каде што во првата година над 19,1 милиарди се влезени од туристи кои што дошле само поради промената на политиката. 44% од конзументите биле надвор од Колорадо. Значи развива веќе една нова индустрија, еден нов туризам, па да не зборувам за ефектот кој што ги има на угостителската индустрија. Значи едукацијата е важна. Она што е важно е сите ние заеднички да ги дефинираме следните чекори. Декриминализирање е првиот чекор, кој е следниот чекор, вие имате барања, постои политичка ситуација. Она што е важно сите заеднички да седнеме, да продискутираме како ќе се одвива процесот, да се дефинира тој процес, многу важно кој модел ќе се користи, дали ќе биде комбинација на модели, дали ќе го следиме примерот од Португалија, од Италија, дали ќе го следиме Холандија како пример и така натаму. И една работа за на крај што би кажала, мора да сватиме дека ова ќе биде процес што ќе трае. Дека не е ова нешто што верувам дека преку ноќ може да се смени. Меѓутоа, со добро организирано, со добра политичка волја и фокус на едукација, мислам дека можеме да ги видиме сите ние како општество и здравствениот ефект што ќе го има од легализирањето, но и економскиот аспект. Така да уште еднаш да ја поздравам оваа ваша иницијатива и се надам дека ова ќе биде почеток на уште многу дискусии. Ви благодарам, Коста. Ова е, ако не се лашам, прв директен контакт со политичката партија СДСМ, иако и со член на извршната власт ми имале контакти. Се согласувам во однос на едукацијата и мислам дека и тоа најголем проблем зашто и 4 години подоцна кај нас се уште има сериозен Маја е лекар, знае дека се уште има сериозен отпор кај најголем дел од фелата и мислам дека во добар дел и недостигот на едукација, затоа што кај нас тогаш во 2016 тоа се направи на брзина, се донесе колку да се донесе или со одредени лукративни интереси кои пак не се остварија и можеби изостана на едукација, можеби и самата фела ќе ја примеше многу полесно, но за тоа можеби во вториот круг. Во првиот круг последен панелист
представуваме Реджеп Хактан Исмаил од политичката партија Левица. Господине Исмаил, вашите 7 минути максимум повелете. Да, здраво на сите, благодарам на поканата. Би предпочитувал ако ме викаш другар, не господин. Добре. Ке ве викаме како сакате. Мислам дека во однос на канабисот и неговите бенефити беше доста кажано од колегите кои што се тука. Јас мислам дека време е да се постави прашање зошто досега тоа не е направено. И ние како политичка партија мислиме дека има неколку причини зошто не се ослободува ова гранка, односно зошто не се декриминализира и не се легализира на начин на кој што долги години предупредуваат невладините организации како што се Билка и ред други. Мислам дека тука има една многу важна работа каде што власта можноста од ваква нејасно дефинирана регулатива ја користи за политички прогон, како што истакна и другарката Моричанин, дека кривично се гонат луѓе за едноставно за уживање кога користат канабис, и тоа во многу мали количини. И мораме да забележиме дека ако ја погледнеме праксата на МВР, ќе приметиме дека не сите се гонат кривично. Некои се ослободуваат, некои поминуваат полесно, а одредени луѓе се гонат кривично. И тоа зависи од тоа колку си политички подобен на гарнитурата која што е на власт. И тука се прави еден политички прогон на политичките неистомисленици. Ние имаме во партија милион примери за такво нешто, но за тоа понатаму, мислам дека и не е време тука. Потоа многу важен аспект зашто ова не се регулира до сега е црниот кеш кој што власта го користи од црниот пазар, а тоа е политички подкуп, се прави со црни пари секаде во светот, па така и кај нас. А политички подкуп видовме дека има многу во минатиот период во Македонија, така да ова е одговарачка позиција на владеачките елити, каде што имаат можност да имаат кеш пари, каде што после ќе ги користат за разни уцени, притисоци и политички дилови. Понатаму, она што се направи 2016, мислам дека не е никаква грешка, туку е планирање. Се направи во насока на монополизација на дејноста на канабисот, каде што како и со се друго тука, како нова и потенцијална индустрија се остави во раците на крупниот капитал, каде што можат да имаат бенефит само оние кои што се блиски до власти и оние кои што имаат многу пари. Така да ова се три главни причини и секако дека една од причините е и популизмот, односно недоволната едукација, односно тоа она што постои стигматизација во однос на колисењето на канабисот и политичките партии се возат на тој популизам и полесно име да ја искористат таа стигматизација отколку да ги образоваат луѓето. Инаку се извинувам што уште во првиот круг ќе со нешто строго нема да се согласам кој што го кажа другарот Коста Петров, е дека поларизацијата нас не ни дава можност, односно да не направиме дополнителна поларизација. Ние во општеството сме многу поларизирани, меѓу другото и најполаризирани сме во класна основа. Ние сме класно најраслоена држава. Мислам дека тоа не е изговор за да биде толку спор овој процес. Мислам дека досега е многу направено во однос на оваа тема и е премногу преминато времето дека треба да се реши оваа ситуација, затоа што не значи дека ако ние сме поделени по некои прашања и сега прашањето да се забрани со закон. Значи тоа е Добро, сега маца ми ги мешаш работите што ги кажав. Да заврши, ки имаме прилика да заврши. Не воопшто, само сакам да кажам дека не сметам дека ако некој стигматизира некому друг во однос на користење на канабис, дека треба да се забрани канабисот за дополнително да не поларизира. Напротив, мислам дека државата треба да биде капа над сите тие поларизации и да остави избор на секого. Фала. Ти благодарам за твоето 5-минутно излагање во првиот круг
другар Реджеп, или другар Исмаил, како милувате. Ќе се согласам со вас дека процесот оди премногу споро, и исто така ќе се согласам со Коста, мислам дека сосема ја сега да не одговарам во друго име, ако сега ти ќе ви дадеме кратка реплика, мислам дека сосема друга поентата му беше дека сме веќе доволно поларизирани, па не треба и по ова прашање да се поларизираме, меѓутоа 30 на секунди ако сакате кратко, па многу кратко, не ми беше поентата на ваква тема да го дополаризира општеството. Ја така ве разбрав. Туку знаеме дека поларизацијата е резултат на политиката, за жал. Така да можеби да се постигне политички консензус барем на ова прашање, ако веќе има желби од политичките партии, така да партиите би застанале заеднички кон нови концепти, кон правните измени. Само ова морам уште ова да се согласам со другарот Исмаил, дека за жал сега и политичките конекции кај нас се секогаш пожелни, но не се клучни во мислам дека во оваа работа. Многу побитни се парите, средствата, и тоа не е само од природата на нешто, туку и од самите, како што спомна Маја, и престроги, превисоки критериуми кои што се бараат. Сериозна фабрика за канабис од среден тип, од средно низок тип, да ги наречеме, чини најмалку 1 милион евра. Сам многу добро знаеме колку луѓе во Македонија го ја имаат таа можност да си дозволат, и затоа и ние сме инсистирали сега овие се 10, ние ги велиме 10 канабис заповеди, се преопшти, преабстрактни, иначе кога сме говореле на оваа тема од Билка и сме инсистирале на тоа акцентот да се стави и на македонскиот земјоделец, бидејќи самите сте свесни како политичари дека Европска Унија, субвенции, тоа многу тешко оди и треба да се размислува, само во екстремни случаи се даваат субвенции, треба да се размислува што утре, што со 150.000 македонски земјоделци кога ќе секне тој приход, како и дека треба да се концентрира и на микропредпријатија. Зашто јас, ако имам услови дома и не морам јас цел процес, кај нас е цел процес, морате вие да го правите, освен екстракцијата, односно не е заложително да имате лабораторија, меѓутоа вие цел процес морате да го правите на едно место согласно сегашното законско решение. Зашто јас не би можел само така наречени бебиња да растам до одреден во првите 3 недели, потоа да ги продавам на некој што можеби ќе ги расте, ќе ги вегетира и така натаму. Се тоа добри опции. Би сакал јас сега да ви поставам по едно-две прашања, нели, како домакин, а потоа и ќе извадиме и по некоја прашање од нашата Facebook страна и би финиширале со тоа. Јас би сакал да им поставам едно исто прашање на нашите дами гостинки денеска. Бидејќи, ако не се лажам, дека е легализацијата на канабис или декриминализацијата инкорпорирана во вашите програми, барем за ЛДП сум сигурен дека е така, за Дом Маја, нека ми исправи ако не е така, и морам да се согласам дека многу малку е направено на таа тема, и ова сватете си го и како некој вид критика, бидејќи, ако не се лажам, Моника, од 2003 е ова дел од програмата на ЛДП. Ќе се согласите со мене дека 17 години парламентарна партија сте цело време, дека е имало повеќе од доволно простор да се мрдне малку од мртва точка. Би сакал за двете да биде ова прашање, зашто досега не се одело со конкретно законско решение. Значи не да се говори во него со конкретно законско предлог решение. Добро, да, ние мислам дека и во предходната програма на Дом го внесовме, значи пред 2016 тоа би било декриминализација на користење на канабис. Зошто? Веројатно затоа што се уште тогаш во тој период немаше доволно расположение и поддршка за оваа тема. Се уште јас се сеќавам дека практично, па да, кај вас учествував на некоја дебата исто така 2017. Одите и на Телоп во исто време, кога бевте и дел од кампањата декриминализација. Така е, да, и учествував и во кампањата за декриминализација, ма знам дека имавте и тогаш дебати и едноставно мислам... Тоа беше разговор со пратениците во коорганизација со Джеф, мислам дека со Джеф невладината во кинокултура. Беше тоа во 2018, така нешто. Точно така беше. Бевте вие, бевче Лилјана од
ЛДП и сега не паметам точно, да не ве прекинувам, извинете, повелете. Да, Јуле беше од Јуле ЛДП беше, да. Тогаш, да, и мислам дека исто некој колега од Левица дека беше и така. Да, од левица исто имаше Но представа. добро, веројатно, знаете како, времето, секој време носи некои промени и јавноста и општото мислење оти. Јас исто, например, кога сум зборувала, кога се отвори законот 2016, кога се донеси, иако многу на брзина, но имаше некои дебати, јас тогаш повеќе во улога на лекар, нели, за медицинскиот аспект на употреба на канабис. Беше тоа прилично така незгодна тема за поширокото општество, па да, и ќе се сложам со твојот коментар дека и за колегите доктори, затоа што едноставно ние во нашата едукација на медицински факултет не сме имале таков тип на едукација воопшто. Но ми е драго пак дека многу колеги, особено од клиника, кои што ја пратат повеќе оваа тема и кои што им се можда поблиски специјалностите во тој дел, уште тогаш отворено дадоа поддршка за употреба на канабис за медицински цели и така натаму. Така што веројатно со тек на време созрева темата, созрева и општеството, се менува и е поотворено да прифати нешто и да направи промена во некои дотогаш табу теми. Моника, повелете. Не знам што, добро. ЛДП е, мислам дека првата партија која што има ставено во програмата декриминализацијата и легализацијата. Извинете, само ќе прекинам, Лига за демократија е првата, меѓутоа тоа е дефанкт, веќе непостоечка партија, да. На легендарниот професор Маријановиќ. Колку општеството беше затворено на оваа тема и колку се уште оваа тема ја бранува јавноста и низ годините бевме токму посветени на акции, кампањи кои што ќе значат подигање на свиста што всушност значи легализацијата на канабисот. И она што го спомна Коста, односно едукацијата дека луѓето кои што конзумираат канабис не се исто не исто конзумент и дилер. Низ годините учествувавме на низа активности по однос на легализацијата или декриминализацијата на канабисот. Либерално-демократската младина беше една од политичките подмладоци кои што прва постави свој штанд за активно да промовира својата заложба за канабисот. И во минатиот состав нашата пратеничка Јулијана Николова најави дека ЛДП подготвува лекс специјалис законско решение. Меѓутоа знаеме понатаму како се одвиваше политичката состојба, предвремените избори, така што не дојде на ред ова законско решение воопшто. Да се надеваме дека во овој мандат ќе имаме прилика. Едно прашање за господинот Петров. Сум имал секако, имам пријатели иако не сум директно инволвиран во политиката. Имам поред сите политички партии и пријатели и моите сознанија за политичката партија која што вие представувате на овој панел е дека ставот е дека ќе се подржи декриминализација или декриминализација за лична употреба кога бројките ќе дошле над 50%. Нели сметате дека и самата партија треба да биде opinion maker и не секогаш да оди да се лепи само на популарни теми, условно речено, и мене ме интересира и вашиот личен став, не мора да е тоа само како политичка партија СДСМ. Видете, самиот факт што јас сум тука, подпредседател на владеачка партија, значи дека сериозна дискусија има во партијата на оваа тема. Не гледам во ова алатка за некаков си популизам, бидејќи повторно ќе кажам, некогаш може и да негативно да се одрази, меѓутоа ние сме модерна европска партија, ги следиме трендовите, ги следиме демократските процеси. Вие како заедница сте организирани, имате барања, и тоа е многу важно, имате конкретни барања. И наша должност како владеачка политичка партија која е во служба на граѓаните е да седнеме и да разговараме за вашите барања. И јас пак ќе кажам дека политиката некогаш е покомплицирана, да работите не се случуваат толку брзо колку што сакаме, затоа оваа дискусија што имаме сега е особено важна.
Треба целите да ги дефинираме и континуирано да дискутираме и да ги инволвираме сите страни, земјоделците, правните лица, Така е. медицинските лица и така натаму, бидејќи само тогаш ќе можеме да дојдеме до идеално, не постои идеално решение, Точно, меѓутоа да. некој консензус меѓу сите нас. Деликатна е темава, заради тоа треба убаво да дискутираме, правето да го дефинираме, бидејќи ова е историска можност всушност за нашата земја. Не дека фактот дека ние ќе го декриминализираме или легализираме канабисот, туку дека отвара и многу економски перспективи за нашата земја. Тоа е факт што апсолутно секогаш треба да ги имаме во глава. Која е економската перспектива од вакво нешто? Фактите ги презентирав претходно. Така е. Никој не може да ги порече. Значи, сегде има економски бум, нели на почетокот многу повеќе, меѓутоа фактот дека го намалува Останува бројот на невработени. останува константно висок. Нормално дека е на почетокот. Да, Во така зашто наречен сите се процес вработени, на нема кој да се еуфорија, врати. Да. дека ќе биде повисок, меѓутоа останува константно висок. Да. И ние како партија дефинитивно се менуваме. Ја не можам да зборувам кој било мислењето на, односно ставот на Така, СДСМ пред 10 пред 2 години. да. Јас сум една година во политичката партија. Всушност тоа и треба да биде на партија да се менува нови лица, да влегува нови идеи. И сега стварно за мене ова е голема работа дека јас сум тука Така, и како така. Коста Петров, меѓутоа како потпредседател на СДСМ и дека седеме и отворено разговараме на оваа тема. Во однос на земјоделскиот дел и на медицината, само кратко ќе се надоврзам, утре еве ве поканувам и сите, и тоа е на агендата, може да се види, меѓутоа ве поканувам и вас како панелисти во 18 часот ќе има keynote speaker од 20 минути, Петар Матовски, тоа е дипломиран земјоделски инженер и магистрант на земјоделскиот факултет, токму на оваа тема, но и човек паталец кој што можеби се сеќавате пред 4-5 години беше тој случај, кога човекот засади 300 стебла канабис, но за докажување на магистерска теза за научни истражувања и отиде сам ги повика професорите кои подоцна го мислам дека така беше нешто кои подоцна го пријавија во полиција. Човекот е неправосилно осуден на 3 години затвор, иако кај нас не се ни применуваат, еве тоа е моја бранша, не се ни применуваат доследно конвенциите кои што ние ги имаме подпишано, затоа што Single Convention од Narcotic Drugs од 61 година дозволува во научни цели да вие конзумирате канабис. Мене ми е многу криво што човекот касно ме запозна и не му бев бранител во тој предмет, бидејќи таму по обвинение, малце ќе ве задржам, но сметам дека е важно, иако не сакам многу да говори разбирливо за тоа. Таму е многу важно, кај него во обвинение се држеше на обвинителот дека била преголема количината, иако имаше повикани сведоци од токму земјоделскиот факултет кои што сметаат дека баш 300 растенија се репрезентативен примерок. Вие не можете од едно-две растенија 10 да направите репрезентативен примерок и вечер од 19 часот, односно за 1 час, ќе има една, не сакам да го фаворизирам младиот господин, меѓутоа ќе имаме еден стоматолог кој што магистрираше на теза употреба на масло од канабис во третирање на орален мукозитен, на овака тотално неистражена тема кај нас. И моето последно прашање во овој круг за господинот Исмаил е левица стана парламентарна партија, значи сега веќе имате и реална легислативна моќ. Меѓутоа, еве, јас конкретно немам слушнато добро. Собранието и неодамна се конституираше и знаеме во каква состојба на пандемија сме, меѓутоа јас немам слушнато од вашите двајца пратеници да ја тангираат оваа тема. Со Димитар се познавам лично, другиот другар, како што преферирате, не господин, не го познавам, па дали вие сметате, сега да не испега дека ве прашам во туѓо име, меѓутоа дали од политички аспект, дали би се тие вклучиле да помогнат, гласаат амандмани, знаете како тоа оди повелете. Да, мислам дека не би било проблем да ги искористат сите нивни можности за да се реши овој проблем, затоа што пратениците ја представуваат нашата изборна програма и ние во изборната програма се залагаме за легализација и декриминализација на канабисот. Меѓу другото, гледаме на ова прашање од еден, кога се во прашање економските бенефити, гледаме на еден поширок аспект и затоа и предвидуваме институт за канабис на земјоделскиот факултет, затоа што според нашите сознанија, пошто спомна преска дека
програмите ги прелистуваш, сега не знам како е во другите програми, али ние во Запознаен сум. Да, запознаен сум, ние да. во нашите програми имаме кратки ствари, ударни, кои што само го кажуваме ставот за што би се, а во позади тоа се прави оперативна програма и во однос оперативната програма во однос на нашата канабис политика кажува дека можноста на сиромашни земји како што е Македонија е многу по-лесна за да се пробие во релативно новата канабис индустрија Така. во однос на други индустрии. И тоа е голема предност која што треба и од овој аспект времето не гази како земја, која што треба да се искористи многу брзо, заради тоа што мислам алудирам на она дека многу повеќе пари се потребни и повеќе средства и поголем капацитет за да се развие друга индустрија, отколку канабис индустријата. Тука повеќе доаѓаат до израз креативните идеи и она што се нарекува нели потенцијал за одгледување, кое што има одредени студии дека нашата почва е доста погодна за таква Точно, работа, да. така да мислам дека нас од аспект на земја би ни обезбедила во овој глобален свет каде што на капитализмот каде што се едни против други би ни обезбедила можност за поголема независност како земја со самото тоа што ќе бидеме една од водечките конкурентни земји во индустријата на канабис. Сумирано да ве разберам дека можеме да сметаме на поддршката на двајцата пратеници. Еден коментар краток, ова не сакам да ме сватите дека сме суетни, Институт за канабис први го имаме промовирано јавно. Ние не се лутиме да и сме имали соработка со политичка партија Левица, но пак не е ни идеја ни на Левица, оригинална идеја ни на Левица, ни на Билка, туку е за волја на вистината оригинална идеја на двајца професори од Земјоделскиот факултет. Меѓутоа, ете, фокусот на интерес не оди во таа насока. Ке имам две прашања за сите, со кратки одговори, ќе ве молам од 30 на секунди од кои што се од Facebook пејџот, кои што ги селектирав и со тоа ќе сумираме, ќе завршиме. Бојан Шашевски, новинар од МОВ, наш драг пријател, прашува, вели, покрај личните ставови на гостите, дали тие внатре во своите партии зборуваат, ова и го начнавте малце, нели? И за бенефитите од канабисот и дали внатре во собранието кога ќе дојде време нивните партии би гласале за законските измени предложени од здруженијата и активистите, ако може секој по 30 секунди да се ограничиме. Мислам дека веќе делумно и одговоривме. Делумно е одговорено, да. Еве во програмата на Дом е внесена заложбата за декриминализација и секако дека ќе гласаме и уште 2016 законот кога се носеше ние интервениравме со некои амандмани, ама тогаш не беа прифатени, така што да. Моника, го знам одговорот, но е пошироката јавност. Поставено во програмата, нормално е дека се дискутирало во рамки на партијата, дури и лидерот на партијата јасно го искажал својот став дека е за легализација на канабисот и нормално дека би дискутирали во рамки на собранието и дека би ги поддржале измените. Господине Петров, Да и да. господин Исмел, мислам дека и претходно. Мислиш? Да. Да, со кратка забелешка дека не ви гласале за половична декриминализација и легализација. Многу е важно да не настане Да не бидеме жедни преку вода. Да не бидеме жедни преку вода пренесени. Значи, ние меѓу другото од тоа 2016 што се направи и од новите предлози за кои што спомнати и преска. Кои што се штетни делани, точно. Да, од таму ние вадиме неколку работи кои што едната е нели класна дискриминација се прави на со банкарската гаранција. Да, и не само тоа и со уживателите каде што не можат сами да произведуваат дома. Точно. И монополизација се прави на одгледувањето на канабис. Значи за такви половични решенија секако дека не би гласале. Но можете со амандмани да ги Да, се разбира. надополнувате. Иначе да, нашата партија е Па тогаш ќе ги видиме ставовите. Апсолутно, Как ми се има уште едно прашање, меѓутоа ова е за пратеничките, па ајде ќе се не знам зашто е конкретно за пратеничките. Вели дали пратеничките сметаат дека декриминализацијата би добила поддршка од поширокиот состав во собранието, исто по 30 на секунди, па ќе одиме со завршни зборови
или како и да се вика со отправен аспект завршни зборови ми. Океј, да, јас не знам на вистина, бидејќи ние во собрание до сега не сме отвориле дебата. Добро, по неформално ова може би прашање. сте разговарале сега. Па, Не е дека- неформално не значи ништо, практично, затоа што Добро, тоа да, и се, тоа се. да, вака пријателски разговори и така има пратеници нормално што се за, има што се против, но отворена дебата, аргументирана, не сме имале, дури и минатиот пат кога се предложи овој новиот закон за опојни дроги, психотропни супстанци, практично не се отвори дебатата, бидејќи опозицијата не дозволи воопшто ни да се дебатира по тоа прашање и немавме можност практично да слушнеме некои различни ставови. Јас се надевам дека сега во овој мандат ќе има можност за дебата и дека ќе се донесе на вистина законско решение што ќе оди во прилог и на декриминализација на канабис за индивидуална употреба, но и за навистина развој на канабис индустријата. И тука само сакам вака еден чист пример да дадам. Ќе ви дадам по една минута во завршни што да одговори само Моника за поширок состав, дали сметате дека би довеле поддршка? 30 на секунди ве молам. Маја, значи формално не е отворена дебатата, меѓутоа од неформални разговори јас лично имам мислење дека веќе се луѓето поотворени по однос на оваа тема и дека можеби ќе успееме да ја завршиме декриминализацијата многу брзо. Да, затвориме панел расправата со сума сумарум завршни зборови сите по една минута, еве бидејќи почнавме од дамата да одиме по обратен редослед, ќе почнеме од другарот Исмаил. Една минута ве молам. Да. Па мислам дека многу е важно да вака организација како билка, како вашата е да ги обедини партиите околу ова, односно пратеничките состави кои што се внатре. Од тој аспект би апелирал до луѓето кои што се представници на политички партии, особено како другарот Коста Петров, да не ме свати погрешно, не дека искрено верувам во неговата намера дека има волја да се реши ова прашање, но да бидеме одговорни пред јавноста и понатаму кога тоа ќе приметиме дека се коси со, односно дека кога ќе бидеме одбиени од нашата партија, да излеземе и јавно да го кажеме дека тоа е така, дека сме најшли на пречка во сопствената партија за 10 секунди за прогурување на таа политика, така да мислам дека проблемот е дека партиите функционираат на султански аспект и тешко е да се тврди дека личното мислење е и партиско мислење. Вашите завршни една минута ве молам, господине Петров, да не одиме со лични прозивки, да завршиме, да се концентрираме на политичкиот конструктивен диалог, другар. Ајде, повелете Петров. Јас би го повторил само тоа што го кажав. Треба да продолжат овие дискусии, треба да се формира работно тело во кое што ќе бидат сите засегнати страни, организации како вас, пратеници, политички партии, правници, представници на земјоделство и така натаму. Мора да се дефинира во кој правец ќе се движат работите. Овие дискусии се многу важни, меѓутоа мислам дека треба да се дефинира добар план во која насока ќе се движиме, кои се следните чекори, како ќе изгледа тоа и така натаму. И повторно ќе кажам дека едукацијата е на вистина најважна. Секој од нас треба да работи на тоа, можеби треба национална кампања да се направи тоа, можеби тоа е идеја, меѓутоа да гледам и од економски аспект колку е многу важна, бидејќи на крајот од денот ние немаме нафта, немаме диаманти, на еден начин ова може да направи конкурентен лидер во регионот. 10 секунди. И она што е најважно, економските бенефити од вакво нешто се многу лесно видливи, не треба години да се чека. Во однос на кампањата позади вас одат 28 јавни личности, беше тогаш дел и Маја. Ние имавме во два дела кампања декриминализација сега, за жал многу луѓе не ја виделе од причина што немаме средства да комерцијално ја пласираме, а на социјалните мрежи сме блокирани од самиот Facebook, бидејќи Facebook не дозволува да бустаме ниту еден пост од билка, бидејќи promoting illegal drugs in your country. Вашата една минута, Моника, за завршен сумарум.
Јасно ни е дека како земја ни е потребно регулатива во оваа област, пред се од аспект на унапредување на човековото право на избор, но и од економскиот аспект и медицинскиот аспект. Да има повеќе отворени дебати, јавноста да биде едуцирана, меѓутоа и не само тоа да остане на аргументирана дебата, туку и веќе крајно време е да почнеме во праксата реално да спроведуваме нешто за да има напредок во оваа област, односно за декриминализацијата, потоа и легализацијата, што поскоро да го види своето светло на денот. Ти благодарам, Моника, и да завршиме со вас, господја Морачанин, поведете вашата минута. Јас мислам дека декриминализацијата, па и депенализацијата, јас стојам за тоа дека не треба ни прекршачно да се одговара ако човек полнолетен решил да користи марихуана рекреативно. Мислам дека тој е процес што може побрзо да оди во собрание, објективно, затоа што не се потребни некои големи законски измени и мислам дека поддршката од пратениците би била поголема и нема да има потреба од некоја голема дебата. Но за процесот на легализација, и јас лично сметам дека тоа треба да биде еден широк форум, во кој ќе бидат вклучени експерти од различни области и граѓански организации, бидејќи и меѓу граѓанските организации има различни мислења по ова прашање како би се извела легализацијата. Сепак тоа мора да биде регулирана област и мислам дека навистина треба да ги слушнеме сите мислења и стручни и од граѓанските организации, и од здруженија на пациенти и така натаму и да одбереме еден најдобар модел кој што во кој правец би одела таа легализација понатаму и затоа мислам дека тоа ќе бара малку подолго време, бидејќи се разбира правниците мора тука да бидат вклучени и така натаму, зашто пак ќе кажам ние не можеме да се повикаме, можеме да користиме искуства од другите земји, од и само во Уругвај, во десетина држави од САД и во Канада има легализација комплетно направена, додека во земјите на Европска унија формално легализација нема, да. Така што сепак имаме можност да користиме во однос и на легализацијата точно е дека е малку покомпликуван процес и пречките се меѓународно правни. За жал, по меѓународните конвенции канабисот е се уште што е нонсенс. Се уште во Sheld 1 на ист ранг со хероин, со ЛСД, а сите многу добро знаеме, иако и самиот дух на конвенциите е да налага на земјите потписнички да ги категоризира, односно да ги пенализираат наркотиците, налагаат и градација. Во САД има градација, кај нас нема, меѓутоа по два критериуми, а тоа е можноста на самиот наркотик за создавање на адикција и штетноста по здравјето. Сите ќе се согласите дека хероин и канабис не е ни приближно исто. Ви благодарам на сите на ова учество. Очекувам идна плодна соработка. Наред ни е за брзо време ќе дојде повторно е во собрание измените за закон на контрола на опојни други психотропни супстанци, дел од нив многу штетни. Јас апелирам до сите политички партии и од вас две искрено веќе ви се обратам, бидејќи лично се познаваме, дека очекуваме да бидеме повикани, да направиме парамандмани, особено во делот да некој може да има милион растенија, како што каже другиот, јас не можам дома да имам ни едно, ступидни некои банкарски гаранции, кои што сметам и јас дека се во насока на монополизација на пазарот. И исто така ги повикуваме, сакаме да ги повикаме од името на здруженијето кое што го представувам и чиј моментален председател и втор председател сум, да сите политички фактори, извршната власт, невладени и граѓанство да земат активно учество, како што испомнавме преска на пресот пред 8 до 10 дена. Пративме и официјални барања до председателот на влада на Република Македонија Зоран Заев, министерот за правда Марцики и Венко Филипче за официјални средби. За жал се уште немаме фидбек, дали така ќе остане, ќе видиме. Ви благодарам на сите многу за присуството и одвоеното време и на сите оние што не следат им благодарам за интересот и со ова го затвораме првиот панел политика, а за половина час ќе почнеме со панел медицина, каде што има многу интересни гости. Ви благодарам.